Почитувани медиуми, почитувани граѓани, најтешката трагедија во поновата историја на нашата држава, трагедијата во Кочани, однесе уште една жртва. Болката се уште е огромна, а прашањата за одговорност за институционални пропусти се погласни. Трагедија со вакви тешки последици, со толку голем број на жртви, повикува на неселективна истрага и одговорност од сите. Но и покрај сите пропусти непосредно на денот на кобната ноќ и пред тоа, се уште ниту еден командир, инспектор, началник или функционер на Министерството за внатрешни работи од ОВР Кочани, СВР Штип или Бирото за јавна безбедност не е повикан на распит, ниту опфатен со истрагата. А токму тие биле на функција, имале законска обврска и должност да постапат на 16 март. Законот за јавни собири јасно вели дека за масовен настан со над 600 луѓе мора да има полициско присуство и безбедносен план, дури ако не бил формално пријавен. Факт е дека Министерството за внатрешни работи не постапило соодветно. Не изготвило безбедносен план, не направило процена на ризик, иако настанот бил јавно најавен. Исто така, Министерството за внатрешни работи е надлежно за дозволите и контролата на употреба на пиротехника во затворен простор, која што е основна причина за пожарот. Полицијата која била на лице место кобната ноќ во диското, видела малолетници, пиротехника, непријавен настан, клуб без лиценца и не презела ништо. Значи, сите контролни механизми, како и самата безбедност, кои се во надлежност на Министерството за внатрешни работи, особено Бирото за јавна безбедност, СВР Штип и ОВР Кочани, затаиле. Како е можно да нема никаква одговорност од актуелните полициски функционери кои биле на позиции тој ден? Еден од тие функционери почитувани е Томо Донев, началник на криминалистичка полиција во Кочани. Тој е фотографиран, како што гледате и нова фотографија, на партиски состанок на ВМРО ДПМН, иако според законот забраните е политичка активност за полициски службеници. Јавно прашуваме, дали поради оваа близина со ДПМН досега не се опфатени со истрагата актуелни функционери од Министерството за внатрешни работи. Ова, почитувани, не е прашање на политика. Ова е прашање на одговорност и правда. Граѓаните, жртвите и нивните семејства заслужуваат одговори, а јавноста бара одговорност од прв до последен. Ви благодарам.